Неколку елементи од двата договора за лобирање што предходната влада на Емил Димитриев ги склучила во ноември минатата година се во најмала рака проблематични. Договорите со Mercury International UK Limited и со Fleischmann Hillard Germany вредни 130.000 и 90.000 евра, подпишани на ист ден, 21 ноември 2016 година, Бирото за јавни набавки ги добива дури по 6 месеци, на 23 мај годинава. Законот за јавни набавки налага секој државен орган да достави информација за склучен договор за јавна набавка до Бирото најдоцна 30 дена по подпишувањето. Во овие случаи, договорите се доставени дури 180 дена по склучувањето, што е јасно кршење на законот. Парадоксот да биде поголем, договорите имале важност од 3 месеци, што значи дека тие стануваат достапни за јавноста дури 3 месеци по нивното истекување. Наспроти јасните законски одредби дека при ваков вид јавни набавки мора да се почитуваат принципите за еднаков третман на економските оператори, недискриминација, како и дека треба да се објави техничка спецификација за набавката, ништо од ова не е почитувано. Електронскиот систем за јавни набавки сигнализира дека за двата договора имало електронска аукција. Тоа го покажува ова знакче овде. Но, кога ќе се отвори во известувањето за склучените договори, во нив пишува нешто сосема друго, дека немало ниту електронска постапка, ниту пак електронска аукција. Нема ниту меѓународна објава, иако се барале компании за лобирање во странство. Всушност, нема никаков оглас, па нејасно е како за едната набавка се пријавиле 3 компании, а за другата една, како што се тврди во известувањето за склучените договори. Како се толерирани вакви пропусти во постапката и е замижано пред јасно кршење на законот? Сакавме да прашаме во Бирото за јавни набавки. На телефоните што ни ги посочија, никој не се јавува. Лицето што одговори на мобилниот телефон на директорот Александар Аргировски рече дека имаме грешка. А смеела ли воопшто предходната влада на Емил Димитриев задолжена за спроведување избори и техничко функционирање на институциите да склучува договори за лобирање? Техничката влада би требало да се бави и да реализира само технички работи. Јавните набавки подлежат на предвидени работи, значи предвидени инвестиции со буџетот на државата од претходната година. Услугите што ги бара државата околу ова набавка не подлежат на таков вид на набавка што би било неопходно да се склучат договорите. Дополнителен сомнеж за позадината на случајот отвора фактот што една од фирмите со кои владата на Димитриев склучува лоби договор, Mercury International UK Limited, е фирма ќерка на моќната вашингтонска лоби компанија Mercury, за која објавувавме индици за бизнис релации со ВМРО ДПМН. Конкретно, зад лондонската филијала стои врвот на американскиот Mercury, двајцата основачи Кирил Гончаренко и Кјеран Махони, кои пред 2 години ја отвораат канцеларијата во Британија. Токму Гончаренко се смета за заслужен за носењето на екс-американскиот амбасадор Адам Ерели во Mercury како лобист тешкаш. Ерели пак и е познат на македонската јавност по текстот во која критикува работата на специјалното јавно обвинителство, токму во период на интензивни напади на ВМРО ДПМН врз тимот на Катица Јанева. Договорот на владата на Димитриев со лондонската Mercury е склучен нецели 2 недели по изборот на Доналд Трамп за американски претседател, а врските на ВМРО ДПМН со вашингтонската Mercury, како што известувавме, беа токму во насока да се дојде до некој високо позициониран член на новата американска администрација. Дали со народни пари од државниот буџет се плаќени партиски лоби активности и дали затоа целата постапка е истуркана, нетранспарентно и незаконски.